Почитувани гледачи, ново издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ телевизија. Овој ТВ Објектив го посветуваме на секојдневието од животот на луѓето. Во посета сме на градската капела Кавадарци, ќе проговориме за се она што би било актуелно од работењето на работната единица градски гробишта и градска капела Кавадарци. Чинот на раѓање и принова во семејството е голема радост за секое семејство, меѓутоа голема е тагата кога некој од ближните ќе го загубиме. Како функционира капелата? Кои се надлежностите, кои се правилата за пријавување на покојните лица и кои се правилата и за работење на операторите, ќе го знаете во наредните минути во овој ТВ Објектив. Имам чест во оваа прилика да разговарам со раководителот на градски гробишта Кавадарци и градска капела Развигор Кабранов. Благодарам што прифативте да реализираме еден разговор кој што поодамна не сме го работеле како тема во нашата програма. Ви благодарам на поканата за разговор. Јас поодамна сакав да се обратам до вас, да расчистиме некои работи, затоа што на луѓето не му е познато нели како и на кој начин треба да се пријави починатото лице, кај кого да го пријават, во колку време од настанувањето нели на смртта, така да ќе ги искористиме наредните минути на таа тема и на прашањата кои што вие ги имате спремено да одговориме, да на луѓето у Кавадарци му стане јасно нели како функционира градската капела и градските гробишта. Господин Кабранов, ќе почнеме со надлежностите. Кои се надлежностите на работна единица градска капела и гробишта? Како прво да кажеме дека ние работиме по законот за гробишта, тој е најнов закон од 2009 година и 2012 Советот донесе одлука да мора веќе да се организира јавното комунално предпријатие како управител, и да се склучи договор со оператор, да се разделат градежните работи и катастерот и оние основни планот и другите работи што ги работиме на гробиштата, од самиот чин на погребување и продажбата на погребалните опреми. Во член 17, 18 и 19 од Законот за гробишта се одредени нашите надлежности. Јас нема да ги читам, него само ќе наброам таксативно од прилика да луѓето знаат за што се работи. Значи, ние тука го правиме планот на гробиштата, ги парцелизираме парцелите, утврдуваме стази, патеки, одредуваме нели горна линија до која може спомениците да се градат, одржавањето на гробишта, чистењето, уредувањето хортикултурно, со водовод, со канализација и такви работи, тоа е наша надлежност, и евиденцијата. Значи, евиденцијата како најдобра нели основа да точно знаеме кој е гробно место на кој човек е, односно катастерот. Значи, катастерот мора да го водиме точно и прецизно со точни со носители на гробни места, живи, непочинати, за утре кога ќе дојде починато лице, да одма точно знаеме на кое место, ако има старо гробно место, на тоа гробно место, како семина гробница, да тоа лице се погребе таму. Во член 18 пак се регулира
правилата по кои треба да му обезбедиме пристап на операторите на комунални услуги на гробиштата и на каменорезците. Значи, луѓето си порачуваат споменици, комуналец, нели, ние како управител не работиме со споменици, наша работа е само оградување на гробните места и бетонирање на стазите. Значи, каменорезците барат дозвола од управителот и по утврдени цени од Советот по 1000 динара за 3 часа, они го местат споменикот и они одговарат утре пред приватното лице на кое што му го местат споменикот за изведбата и квалитетот на изведбата на споменикот. Во член 19 пак од законот се уредуваат на кој начин се доделува гробното место, на кој начин може некој да си купи ново гробно место, на кој начин некој може старо гробно место да префрле на друг човек или па старо гробно место да го, ако не сака да го користи, да го продаде на трето лице. Значи тоа го уредува членот 19. Она што го работи операторот, значи сега се одделени оние работи за превземање и превоз на починатото лице, тоа веќе комуналец не го работи, ни порано имаме, нели, специјална кола со која што од домовите, од болниците и од Скопје се пренесува луѓето до капелата. Сега тоа не го работиме, тоа го работат операторите и тоа им е основна и законска обврска. Да, значи само они, операторите, се законски обврзани да превземат починато лице од домот кај што лицето е починато или од болницата, дали од Скопје, дали од било која болница од Република, или од старски домови кај што, нели, предстојуваат кавадарчани, а меѓувреме починат на тоа место. Кои се други надлежности на операторите, значи, со погребални услуги? Сем, нели, што ги превезуваат од место на починување до капелата, они прават превоз на починатото лице од капелата до гробното место. Значи, и тоа им е законска обврска, значи мора од капелата кога ќе испадне на пултот, ќе испее попот и го превзема операторот, го става во специјално возило, со тоа, нели, по закон што треба да го има и го носи починатото лице до гробно место. Колку оператори имаме ние во Кавадарци? Во Кавадарци сега има 2 оператора. Едниот е почнат Хумка, значи доел Хумка Кавадарци од февруари 2012 година, а од 20 јули 2015 година со вториот оператор е склучено, нели, договор, се вика ДПУ Нирвана услуги Кавадарци. Едниот е лоциран спроти градската капела, другиот спроти спортскиот центар или паркингот спроти спортскиот центар. Јасмин што е спроти домот на народна техника или тука во близина на домот на народна техника. Искупот и закупот на починатото лице исто го вршат операторите и комуналец, значи од 2012 веќе не копа гробни места, не копа гробови, не ги затрпува, значи нашите луѓе што ги има тука не ги работат тие работи, исклучиво тоа е надлежност на операторот. Он го врши искупот на гробното место и затрпувањето. Исто и погребалната опрема, значи кај нас со комуналец не се продаваат веќе ни венци, ни крстови, ни сандаци, значи се што е во врска со погребувањето е дадено на слободно да операторите сами нели ги вршат тие работи без да му се меша било кој. Губењето на некој член од најблиското семејство е секогаш, нели, тага за семејството, меѓутоа треба и да се завршат со одредени правила, прописи, како или која е постапката за пријавување на починатото лице,
за погреб и чување на истото во комора ладилник. Колку време по настанувањето на смртта вие треба да бидете информирани за... Исто и оваа материја е регулирана со Законот за гробишта и ние сме должни да изготвиме правила за начин и постапка и ред на градските гробишта и тоа го имаме направено и ако за да биде појасно за гледачите, ќе ги прочитам и ќе ги објаснам правилно. Точно редоследот како е... Значи, пријавувањето на починатото лице на градската капела може да го направи овластениот оператор. Значи, ако почине некој лице у болницата, некој ближна роднина од семејството, дали син, дали сопруг или сопруга, директно одат до операторот и таму го пријавуваат починатото лице, или пак близок роднина или некој од семејството на починатиот со донесување на лекарска потврда за настаната смрт може да дојде и тука кај нас на градската капела. Значи, два начина постојат. Тука да се... Или кај операторот, или кај нас. А па ние, значи, по правилата сме обврзани да им кажеме дека постојат два оператора, дека можат слободно по своја волја да одат кај едниот или кај другиот, да си видат кои се цените на погребалните услуги кај едниот и кај другиот, да видат каде е поевтино, кај може да добијат поквалитетни, нели, поквалитетна погребална опрема за пониски цени, или па извршување на погребалните услуги, погребалните трошкови да бидат помали. Вие работите во делот на цената околу погребот, вие работите по ценовник утврден од Советот на општина Кавадарци. Точно. Цените на операторите, значи они што ги имат за погребална опрема и за превоз на починатото лице и за сите трошкови околу погребот, они си ги одредуваат сами и не подлежат на ниедна регулаторна комисија или било кој да му рече чекај, зошто ти таа цена си ја ставил за сандакот, за венецот, за крстот, него они пазарно си работат спрема тоа кој ќе даде по-ниски цени за подобар квалитет за извршување на погребалните услуги, најверојатно ќе има предност у изборот за 2-3 години се работеше само со еден оператор. Сега последната година, значи од 20 јули 2015 вториот и рачунаме дека со отпочнувањето на вториот оператор ќе паднат и ќе се створи конкуренција, ќе паднат цените на погребалните услуги. Значи, за пријавувањето застанаме, значи го пријавува овластен оператор или па близок роднина. Доколку блискиот роднина на починатиот пријави кај управителот починато лице, значи нема фаворизирање кај нас, да речеме, ај ти сега оди таму, забрането е на вработените да фаворизират било кој од операторите. Можат само да му кажат, има два оператори, од тука, едниот е таму, едниот е таму, еве ти телефонот, едниот од другиот, и да се одберат со кој оператор ќе го склучат договорот за извршување на погреб. Управителот мора да изврши промена на носителот на сметка на комунални услуги додека е починат, доколку е починат носителот на сметката. Значи, сметките за вода дома што ги добиваме, ако почине носителот на сметката, обавезно правиме промена за тоа што почина човек, не може да биде носител на сметка и да биде плачеш на сметки. Значи, тоа е основната причина што мора да го направиме тоа. И тоа треба да го направиме пред да се изврши погребот, за тоа што откако се изврши погребот, ретко се качуваат луѓето горе и по еден месец, по два, после ги бараме за да дојдат да направат промена. Многу се ретки случаите кај што имат поголеми сметки неплатени, поради тоа не сакат да направат промена на носител, али
У 90 кусор % од случаевите обавезно завршуваме нели со таа работа да се направи промена на носител на комунална сметка од починато лице на живо лице. Операторите се должни да во што пократок рок, односно од неколку часа по настанувањето на смртта, го донесат умреното лице во капелата, а погребот да го извршат не подолго од 24 часа од настанувањето на смрт. Тоа е по член 31 од Законот за гробишта. И обично во тие 24 часа и се врше погребот на починатото лице. Сме имали и повеќе случаеви кај што по 4 или 5 дена побарање на семејството на починатиот, бидејќи имале фамилии по Америка, по странство, и кај што се потребни повеќе од 4 или 5 дена да можат авионски или било како да дојдат за погреб, ние ги упатуваме преку операторот во Прилеп таквите починати лица. Таму има специјални комори за разладување на 0 степени и кога ќе дојде време за погребот, операторот ќе го превземе лицето од таа капела и го носи тука за погреб. Али генерално 99% што се вика од починатите се погребуваат у рок од 24 часа од настанувањето на смрт. Операторите се должни да со свое возило и луѓе бидат дојдени половина час пред изложувањето на починатото лице на пултот у капелата. Пристапот до ладилникот и отварањето на вратите каде изложено починатото лице го возможува управителот, тоест ние тука вработените, со свој персонал во капелата, значи 24 часа е покриена и со ноќен чувар и прва и втора смена, значи кај нас нема ден, нема неработна ден, нема значи 24 сата сме на располагање на граѓаните и на операторите. Значи нема у текот на цела календарска година нема ни една ден без обзир дали е празник, дали е, значи покриени сме со 24 часово покривање со работно време од работниците. Во случај да управителот нема свој персонал, ќе се деси, ќе се разболе човека, няма да пуштиме дежурност втора или трета смена, ќе оставиме телефон за контакт и ако операторот или приватно лице некој побара било каква услуга од капелата, човекот што е на повик, што оставен телефонот, ќе дојде у најкратко време и ќе се заврши работа што треба, или што не е на надлежност. Секое влегување на операторите и донесување на починато лице у градската капела без присуство на наше лице од комуналец е спротивно на овој правилник и се смета за нарушување на редот у капелата. Управителот врши проверка на собственоста на ова е многу битно. Значи ние катастерот што го водиме тука мора да биде чист. Не може да се води гробно место на починато лице. Јас од кога сум дојден имаме голем број на промени. Порано само се запишувале кој почина, отворено картонче, не се гледало дали е носител или не. Сега електронскиот катастер што го имаме ги запишуваме сите починати лица во тоа гробно место со адреса, со број на гробната парцела и точно знаеме дали кога ќе пријави некој од фамилијата таму треба да закопани, знаеме дали да му дозволиме таму да го изврши погребот или не. Дали он стварно собственик на тоа гробно место или не. Операторите немат право да почнат со копање на гроб додека службено лице од управителот не даде согласност. Тоа значи дека мора лице од фамилијата на починатиот, ближно лице, да го знае точно гробот каде е. По проверката од катастерот се вика операторот, сите тројца одат на лице место и кажуваат на кое место треба да биде хумката, на
кој место треба да се копа, дали од лева, дали од десна страна, дали у средината, зависи нели колку е големо гробното место и колку веќе има починато у тоа гробно место. Може да се десе, ако не се провера од наша страна, роднината го помеша гробното место, да операторот ископа на друго место. Имаше и еден таков случај, погрешка се ископа, ама се исправи работата, кога видоме дека е грешка, се повлекува назад тие што копат од операторот и наново хумка се ископа таму кај што треба да биде. Со исто име и презиме, два гроба едно до друго, и место да се покаже тука се збунил тој што треба да каже каде треба да се копа, а непроверено, значи не дошле кај нас у катастерот, тоа поодамна е десено, не дошле у катастерот кај нас да проверат точно за кое гробно место се работи. Кај нас таков промашај не може да се направи, од кај е направен електронскиот катастар и од кога ги имаме нели у Excel извадено починатите лица по дата и од Excel табела со точни бројки, не може да се десе кај нас таков превид. Операторите се должни да по важечки законски прописи на должина и длабочина на време го ископат гробот, а при тоа да не направат штета на околните гробни места. Значи, они треба да си носат најлони, ако едно до друго има гробови, да не ја префрлат земјата у друг гроб, или ако веќе ја префрлат, нема каде, мора најлони да стават и после, кога ќе се изврши погребот, сета земја пак да вратат, да не му прават штета на другото гробно, на соседното гробно место. Тоа е законска обврска на операторот. А ние сме тука да ги контролираме. Дали тоа го прават така? За одржувањето на редот на градската капела е одговорен управителот, што значи за се нешто што се дешава на гробиштата, јас сум одговорен и слободно можат граѓаните било кое време у работна ден од понеделник до петок да дојдат, да се консултират дали за катастерот, дали да исправиме нешто што грешка е запишано. Има и грешки, не викам дека нема грешки у катастерот. Има грешки, за да се биде кај што треба, граѓаните сите што имат гробни места, а сумњат или не се сигурни дека гробното место се воде на нивно име, нека слободно дојдат, ќе ги извадиме сите стари книги, ќе го отвориме новиот катастер, ќе видиме што е, како е и точно да го утврдиме носителот на гробното место. Имаме доста картони и доста нели гробни места кај што е починат носителот на гробното место, а не ги знаеме наследниците кои син, сигурно имат повеќе деца, нели починатите. Ако се два сина, секој треба едниот или па ќе си го поделат, нели, двајцата, треба некој да каже на кого ќе оде тоа гробно место од кога ќе почине носителот. И затоа инсистираме при секое погребување да, ако веќе почине носителот, да, и сметката да се смени и у нашиот катастер носителот на гробното место. И работната единица Градска капела и гробишта Кавадарци има инвестиции се со цел да се подобрат услугите кои што ги добиваат граѓаните при погреби. Што е направено во последните години во овој дел? Го споменавте во неколку наврати електронскиот катастар, дали тоа е новина во работењето? Тоа ни беше, значи, прва и основна цел да точно знаеме колку гробни места имаме, кои од тие гробни места е починат, кои се носителите на гробните места, поврзани со шифра. Значи мора одлука на Совет, секое гробно место по 16,67 плюс ДДВ, околу 17,50 се испаѓа тоа месечно или околу 200 динара годишно, таа е
годишна такса за чистење и одржавање на гробно место, такса вика гробарина. Значи сите што имат гробни места се задолжени со 17,50 за чистење и одржавање на гробни места. Друго што има направено е околу 200 метра асфалтирање на главната улица на гробиштата, промена на водоводната и канализационната мрежа во истиот дел. Пред една година и дрвена ограда ставиме од 250 метра од источната спрема северната страна на гробиштата. Со тоа рачунаме дека овие од ромската националност што идат кога се големите празници, нели сабота, недела, сите викат немат што да јадат, па затоа идат на гробиштата да подсоберат нешто. Не можеме никако да се справиме, нити имаме законска основа да викнеме полиција, па нити па полицијата има надлежност па да го приведе. Значи, тоа не е реален проблем, не можеме никако да се избориме. Мали деца водат со нив, идат од Градско, идат од Велес, идат од Пепелиште, од Криволка, Кавадарци. Не можат луѓето да си раздадат за душа, што се вика, на луѓето што ќе дојдат на гробот. Само што ќе мрднат 5 секунди, они како орли трчат да соберат тоа што се оставил. Јас би дал една препорака до нашето христијанско население, да кога веќе се остава на гробот, да не се остава на гроб, затоа што се збират и кучки, кучиња, мачки, да се раздаде тоа на жив човек. Ја викам, почему се најде на живиот човек, ќе си го касне тоа, него да се остави така, па да се збират кучиња, мачки или ромите, нели, да дојдат па да подсоберат. Ја не викам дека и тие не треба да живеат. Треба и они да живеат, ама на друг начин треба тоа да се реши, а не да трчат по гробиште и да збират, нели. Друго, направивме реконструкција на магазинскиот простор на гробиштата, значи комплет нова фасада, покрив, внатрешно, нели, малтерисување, двете вециња ги со плочки, подни и зидни со казанчиња ги средиме. Значи овозможиме до граѓаните секое време 24 сата да можат да дојдат на гробишта да користат, нели, за санитарни потреби. Сега оваа година ќе вршиме и промена на климите долу што ги има, тие се со помала јачина, ќе ги смениме, нели, ќе идат пожешките нови, ќе туиме појаки клими. Во тек е тендерот за набавка на нов мотор за ладилникот што го има. Стариот е скоро дотрајан, 10-12 години, колку 10 години работе капелата, значи они рокот на трајање веќе работни часови има, ненормално што вика нашиот народ, не е исклучен. Цело време е уклучен. Нема ден, многу ретко е да нема дена да нема погреб. Ќе набавиме и мешалица на бензин, и мотокултиватор со приколка, да може работниците што ги имам тука за бетонирање, имам голем број на стази небетонирани во новиот дел таму, на западната страна, небетонирани стази, така да со мешалицата и со, нели, екипираноста што ќе ја направам со луѓе, рачунам дека оваа година нема да остане небетонирана стаза во делот кај што се продавани гробни места, а во цената на гробното место е влезено и бетонирањето на стазите. Да кажам дека секојдневно
се бетонира и немаме останато ново гробно место, не подолго од 10 дена да почине човек, а да не се бетонира, нели, гробното место и стазата кај што е починатото лице. Јас од кога сум дојден, парциализирањето го правам со 80 сантима од едната страна стаза и меѓу гробови од 70 до 80 сантима. Тоа ги задоволува потребите да слободно човекот и луѓето можат да се движат и да имаат безпрекорен пристап до гробното место. Споменеме и цената на едно гробно место во моментов и цената на еден погреб која што треба да се плати за погребување на покојните лица. Цените на гробните места и цените кои што ги наплаќа јавното предпријатие Комуналец, односно ние како управител, се утврдени со одлука на Совет од 24.11.2011 година и ќе ги прочитам цените кои што се надомест за единечно гробно место 17.800, значи тука влегува оградувањето со бетон и стаза од тие 17.800. Надоместок за двојно гробно место 30.000 денари, исто значи со стази. Гробната такса за одржување на гробиште или гробарина 200 денари годишно, тоа го кажаме, нели? Да, месечно е разделено по 17 динара. Друго што наплаќаме, надоместок за пристап и користење на инфраструктурата и придружните објекти на гробиштата за операторот. Тоа што му го наплаќаме на операторот, а операторот му го наплаќа на граѓаните. Надомест за користење на ладилник изнесува 42 денари од час. Значи, оваа цена не смеат ни едниот ни другиот оператор да наплаќат повеќе од 42 динара од час. Оваа цена утврдена од Советот, ние таа цена му ја фактурираме на операторот. Значи, точно знаеме кога го донел и кога го изнел од капелата и му фактурираме онолку часа колку што бил во ладилникот и го множиме по 42. Значи, ако бил 10 часа во ладилникот, значи починатото лице, ако било 10 часа, 420 динара. Не сме операторот да му наплача повеќе од 420 динара за истиот период. Овие цени се утврдени со одлука на Совет. Надоместот за користење на пултот во капелата изнесува 1000 динара од погреб. Значи, таа е фиксна цена и не е променета од кај е донесена одлуката и се придржават, према оваа одлука се придржават операторите и они исто. Таа цена спрема корисниците на погребалните услуги ја наплаќат. Надоместокот за пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата, тоа за операторите, за да може операторот да влезе и да изврши погреб е 200 динара. Оваа цена е минимална, за пример ќе ви кажам, Неготино е околу 2000 динара. Прилеп е 1600, Скопје е 2500. Ние у Македонија сме најевтини у овој дел кај што му овозможуваме на операторот пристап до гробиштата и да може, нели, да ги користи бенефитите, да може да закопа. Најевтино што може да биде е тука у Кавадарци. Исто и одобрението за погреб што го даваме, да може некој лице да се погребе, изнесува 200 денари. Овие цени, значи 200 динара и 200 динара што е 400 и 1400 се фиксни. Значи тие си одат на секој погреб. Променливо е времето кое што, нели, е бил покојникот е така. Разликата од цена што ќе ја платат луѓето што треба да го платат погребот, само тука може да направат у однос на цените ни што ги. Разликата што може да направат пак
при взимањето на сандакот, крстот, венецот, при ископот на гробот, при превозот на починатото лице, тоа е слободно, они се договарат со операторите. Операторите се исклучуваат договор за која цена, сами си бират каков сандак, нели? Ископот се договарат за колку пари ќе се изврше. Затоа рекоме, чим има конкуренција створено со двајца, јас рачунам у скоро време ќе паднат и цените на погребалните услуги. Ќе се добие уште еден бенефит. Господин Кабранов, дали има доволно нови места за продажба и колку просечно годишно се продаваат нови гробни места? А тука и прашањето, колку починати годишно во просек се евидентираат во градската капела и градски гробишта Кавадарци? Јас ги имам извадено тука од 2000 година до сега. Значи, од 2000 година до 2010 имаме починато у просек по 273,9 лица или 0,75 дневно, односно на 30 часа по еден човек починува. Тоа е од 2000 до 2010. Од 2011 до 2015 просекот е 341 човек или 0,93 дневно, односно на секои 26 часа по еден човек. Во последните 115 дена од 2016 година имаме зголемување на процентот на починати и се движи 1,148, односно на секои 20 часа и 6 минути по еден човек починува, што значи ако земеме од 2010 до 2010 кај што било 30 часа просекот, сега на 2016 од 30 часа паѓаме на 20 часа. Значи за 10 часа меѓутоа имаме зголемување на за 10 на секој, тоа ќе дое 30% е зголемена смртноста од 2010 до 2016. Не сакам да навлевам од што е и како е дојдено, ама факт е дека смртноста е зголемена енормно. Во 2013 сме имале 355 вкупно починати, 2014 331, во 2015 372 и два смртни случаи. А во првите 115 дена негде околу 124 мислам беа, 124 починати лица. Со гробни места располагаме уште за 2-2,5 месеци. Негде околу 10 просек не е околу последните 15 години 10 нови гробни места да се продават месечно. Даден е сигнал до локалната самоуправа да во што поскоро време отпочнат експроприација на земјиште за нова парцела. Постојната, како што кажав, за 2-3 месеца ќе се исполне. Оној дел што останува, тоа е делот во средината на гробиштата, што ќе остане неисполнете, висока меѓа негде околу 8 до 9 метри. Така да неисплатливо е да се зида зид од 9 метри за да испаднат 2-30 гробни места. Тоа е трошок невиден. Не знам како ќе се реши проблемот со собственоста на тоа што останува кај Ќоше. Многу подобро е и полесно ни е за работа, кај што е рамно местото, кај што нема камења, кај што можеме да исцртаме по планот, нели, прави линии за патеки, за стази,
полесно за оградување, полесно за работа. Сега сигурно 100 кубика земја во новата нива имаме однесено за малку да попридојде, да може да се избетонират и стазите и гробните места. Се ближат велигденските празници, што работите во моментов на просторот на гробиштата и која ќе биде пораката до граѓаните, бидејќи за овие големи празници посетеноста на гробиштата е секогаш голема. Порака до граѓаните. Јас само сакам да ги замолам имателите на гробни места кои што подолго време нема дојдено на гробиштата и со оглед дека имаше големи врнежи во пролетните месеци, сега травата е скоро 30-40 сантима во гробовите порасната. Ние веќе 15 дена интензивно косиме, А и Б блок до утре ќе бидат средени, тоа е значи под кучушката и над кучушката. Тоа денеска и утре ќе го искосиме, ми останува само уште една ден до Велики четврток. Не знам како ќе втасаме со една косачка рачна и една моторна што ја имам, ќе барам помош од другите работни единици, сега оваа прилика барам и од граѓаните помош да дојдат, тие што се во можност да ги позачистат малку од травата, да поскопат. Имаме канти, имаме контейнери од кубик, може слободно, нели, кога се изчисти травата да се изнесе, да бидат гробиштата чисти. Проблем ми е, значи, со времето имам проблем, не знам колку ќе втасаме да ги тип-топ, што се вика, гробиштата изчистиме и дотераме. Се надеваме дека во поголем дел ќе бидат изчистени и искосени од трава. Еве и денеска може да видите голем број од населението, од граѓаните чистат, барат помош од нас, дали во алат, дали нели со косачка, со коса, да им помогнеме. Нашите луѓе се на услуга. Од утре ќе имаме помоши од хигиена со нивни, нели, косачки со луѓе. Се надеваме дека хигиена ќе пуште и камиони и трактори да џубрето што се збира сега на време се изнесе, така да се надевам у најскоро време до Велики четврток дека над 90% ќе успееме да ги завршиме работите, да ги доведеме гробиштата во ред кој што би бил задоволителен, да можат нели непречено луѓето да си дојдат до гробно место, да си обават нели ритуали за Великден. И сакам да им го честитам нели Великден на сите православни во Република Македонија, посебно на кавдарчани, и да бидат живи и здрави, да имат среќа и успех во животот. Ви благодарам за учеството во овој ТВ објектив. И благодарим на вас. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на информативната емисија ТВ објектив. Го посветивме на работењето на работна единица Градски гробишта и капела Кавадарци. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.